издание на емисијата Напладне е добар ден. Предпразнично веќе полни се маркетите, пазарите, граѓаните интензивно се подготвуваат за великденската трпеза. Па токму тоа е темата на која што денеска ќе разговараме со нашиот гостин. Владата пред известно време ги замрзна цените на дел од продуктите. Дали продавачите ја почитуваат оваа мерка и какви поплаки имаат граѓаните до организацијата на потрошувачи? А наш денешен гостин е Вангел Спировски, председател на Организација на потрошувачи од Охрид. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Да, кажав и во самата најава, веќе се полни маркетите, гледаме на раздвиженост и низ пазарите. Како што реков, владата ги замрзна цените на дел од продуктите. Колку тоа се почитува во Охрид? Добиваме поплаки од граѓаните за непочитување на овие цени. Исто така, добиваме поплаки од граѓаните за непочитување на тоа една цена да биде на рафт, друга цена на сметка кога ќе оди на каса. И некои граѓани реагираат, некои не. Знаете, нашите граѓани уште ајде сега ќе застанам, ќе се бунам, фактички треба одма да реагираат граѓаните кај менаџерот на продавницата и ако не може со никој да го решат проблемот, тогаш да се обратат или кај нас или најдобро да се обратат во државен пазарен инспекторат, пошто тие се надежни за решавање на овие проблеми. Така. За каков тип на храна досега беа поплаките? Па најчесто за производи со изминат рок, со непотполна декларација, нашле производ што нема упатство за составот, детални информации на читлив разбирливи на македонски јазик. Исто така добиваме поплаки за непочитување на гаранција и гарантен лист. Во гарантен рок, кога не се почитува рокот од 30 дена да се поправи производот, да се замени производот, исто во рок од 15 дена, ако не им се свиѓа производот, ако му е доставен онлайн, дека имаат право да го заменат. Исто така добиваме поплаки преку овие брзи пошти, каде што не им даваат можност на граѓаните да го проверат производот. Законски ти дури не го провериш производот, не си должен да го земиш, затоа што се потпишуваш дека си го проверил, дека си го добил во исправна состојба. Пример, ако се работи за технички производ, мобилен телефон, телевизор или нешто слично е оштетен, а ти си се потпишал дека си го проверил, тогаш немаш основа да се жалиш. Затоа апелираме стално преку достава со пошта, граѓаните да ги проверат производите, да не ги примаат без да ги проверат. Затоа што после немаат основа да се жалат. Исто да ги чуваат сметките, гаранцијата, гарантниот лист, ако го однесат производот на сервис, да се завери во гарантниот лист, заради тоа што после третата поправка им следува нов производ. И ако не му е заведен во гарантниот лист, немаат основа да бараат замена нов производ. Да, а како е во однос на цените, висината на цените? Се почитува ли тоа околу замрзнување на цената? Не сум надлежен да одговорам на ова прашање, заради тоа што пазарна инспекција е надлежна нова. Кај нас се јават граѓани со поплаки, а ние нивните барања ги последуваме до пазарна инспекција. Имаше такви поплаки во однос на цените кои што не се смалени? Да, сме добиле телефонски поплаки. Што велат граѓаните? Цената иста како претходно? Цената иста како претходно, се жалат за некои производи дека трговците не ги чуваат ако не им одговара цената, ако им е прениска. Едноставно дека нема таков производ. И тоа е исто проблем. Трговците ако немаат економски профит да го продаваат производот, нема да го чуваат и на крај пак граѓаните ќе се соочат со недостаток на производи. Пак ќе се одрази на товар на потрошувачите. Сега зачестени ли се тие поплаки пред Великден или континуирано си течат? Сега имаме повеќе со новата мерка за замрзнување на цени. Се жалат потрошувачите дека не се почитуваат. Да. Имаше пишува граѓани на социјалните мрежи дека во односи на лажна грамажа на производите, една грамажа ја пишува, се продава друга. За тоа немаме добиено поплаки за грамажата. До нас, до нашата организација, може да има до пазарна инспекција или некаде до нас немаме. Затоа сега со новиот закон за заштита на потрошувачи се предвидува цената да биде изразена на литар. Например, сега ако купувате вие масло и ако имате таму 10 врсти на шишиња, едното 750, другото 900, 850 грама, цената треба да биде на литар масло напишана, а не на шише. Или на шеќер, пакување на сол на кило. Цената треба да биде, мислам дека некои маркети веќе го применуваат тоа. Цените се на литар на килограм, а не на пакување. И така потрошувачите може да носат правилен избор. Дали е поскапо или поевтино, некој се доведе до заблуда. Шишето може да изгледа малку поголемо, а да биде помало натре грамажата и некој да не го прочита.
Како иде процедурата? Граѓаните пријавуваат до кај вас, вие каде го проследувате? Некогаш го проследуваме ние случајот до надлежна инспекцијска служба, а некогаш и самите граѓани ги патуваме да се обратат до пазарна инспекција или до Агенција за храна, зависи за каков проблем се работи. Излегуваат на терен надлежните институции? Да, морам да кажем дека имаме добра соработка, посебно со пазарна инспекција, секогаш реагираат навремено на нашите поплаки и ги решаваат согласно законските прописи. Да, и сега на почетокот спомнавте дека граѓаните пријавуваат, но дека свеста се уште не е на високо ниво. Да, свеста. Зошто се сомневаат во ажурноста на надлежните? Јас мислам дека се уште, иако после толку години од 2006 година работи како организација на потрошувачи, се уште фали едукација. Граѓаните не сакаат да се едуцираат, едноставно се интересираат тоаш кога имаат проблем. Значи никој не се интересира пред време да си прочита, да се информира за неговите права. Ние континуирано објавуваме на нашата Facebook страна, на Организација на потрошувачи на Македонија, на веб страната нивна има стално навремени информации за нови законски регулативи, брошури објавуваме во соработка со Министерство за економија за законските права, ама граѓаните многу малку ги читаат. Тоест ги читаат кога има некој проблем. А многу подобро е да се информирани пред време. Ако настане некој проблем, да знаат во моментот како да го решат. И многу поефикасно и многу подобро. Какви најчесто измами сте имале, пријава на измами до сега? Па, ви кажав, значи се затекнати производи со изминат рок, производи со непотполна декларација, технички производи кои немаат упатство на македонски јазик, значи купил некој производ, нема детално упатство како да го користи. За гаранцијата и за гарантниот лист континуирано добиваме дека не се почитува во тој рок, во рок од 30 дена да му се смени производот или некој му вика не можам да ти го поправам или он направило парите не се враќаат, значи тоа не важи. Како да ги освестиме граѓаните да пријавуваат? Кој апел би го упатиле до нив? Како да ги освестиме? Повеќе да се интересира за нивните права, ги повикувам повеќе да ја пратат, да следат нашата Facebook страна, Организација на потрошувачи на Охрид, да следат Facebook страната на Организација на потрошувачи на Македонија. Ево сега моментално прв пат во нашава држава имаме кампања за колективно купување. Значи колективнокупување.мк. Сепак мислам дека слаб интерес има за да се пријават на таа кампања, каде што ќе може да купат производи, се работи за инвертер клима уреди, кои што ќе бидат испитани од независни европски институции и ќе се даде за таа цена најдобра препорака за купување на некој производ. Значи најдобра клима, за најдобра цена, за најдобри услови, за продолжена гаранција и слично, значи автоматски во старт добива 10% попуст и секогаш е тоа подобро кога колективно се купува, односно кога се купува еден производ за поголем број на граѓани, значи може да се договорите со трговецот за подобри услови. И пак слаб интерес има. Мислам, има интерес, али треба да е поголем. Значи нека проверат колективнокупување.мк. Нека се пријава, значи не е обврзувачки ништо. Само да се пријавиш и да си одбереш тоа што сакаш да си купиш. Што се може да се пријави до вас? Какви се проблеми? Видете, заштита на потрошувачи е мултидисциплинарна област, опфаќа од права на пациенти, од храна, станување и домување, техничка опрема, телекомуникацијски уреди, незадоволство од телекомуникацијски оператори, буквално све што е кај што потрошувачите доаѓаат во допир. Мебел, значи имаме често поплаки за мебел, го платиле, му закаснале или му стигнало, едно нарачале, друго му стигнало, па проблеми. Значи комплетна заштита на правата на баш, да, секојдневно што се соочувате како потрошувач со проблеми, за се може да се обратат кај нас во Организација на потрошувачи. Да. Како функционирате вие во Охрид? Колку луѓе сте кои што сте достапни за граѓаните? Ние сме 4-5 луѓе во Охрид кои што работиме претежно волонтерски. Имаме соработка со факултетот за туризам, со професор доктор Исто Речковски. Тој ние како консултант, како правен советник, заедно со него изработуваме брошури. Значи со него работиме на едукација. Континуирано работиме на едукација со факултетот за туризам, на предавања кај студентиве, им објаснуваме заштита на потрошувачи, им објаснуваме за секојдневни за најнови брошури што ги издаде нашата организација, претежно ги промовираме на факултет. И гледам дека има интерес кај студентиве за таа област и ќе се јават, ќе кажете, јас имам ваков проблем, вака го решив, не знаев дека можело и вака. Така. Има интерес, тоа ме радува што има интерес. Да.
Сакам да ве прашам во однос на онлайн измамите. Гледаме сега дека онлайн продажбата е многу застапена. Многу онлайн продавници, нерегистрирани како трговци, граѓаните порачуваат, па после тоа се жалат дека или добиле оштетени работи, како што и веќе рековте. Како да се справиме со тоа? Многу голем дел од дуканџиите и трговците се жалат дека тоа е нелојална конкуренција, која што многу им влијае на нивниот промет. Да. И така е навистина, значи не може сега некој на Facebook отвора страна, продава производи, може да манипулира со граѓаните за квалитетот на производите или воопшто да не им ги испорача. И сепак граѓаните уште наседнуваат. Не знам што да кажам, дали се работи за неинформираност или едноставно толку им е буџетот, па сега гледаат да закарпат нешто. И тука не можете да реагирате вие, така? Па нити ние, нити пазарна инспекција може само да се затвори да се блокира таа Facebook страна, што не значи дека нема да отвори некоја друга. И тоа е многу тешко. И затоа секогаш ние издадовме и брошура за нечесни онлайн практики преку интернет купување. Ја дистрибуиравме до граѓаниве, направивме јавна трибина, направивме трибина на факултет, ја има на нашата Facebook страна, ја има мислам дека и на Министерство за економија. Значи затоа секогаш викам едукација. Мора да се информира за правата и едноставно да не купуваат од нерегистрирани интернет продавници. Значи, како може да препозна дали е регистриран или не? Значи, мора да има адреса, мора да има фирма, назив, мора да има седиште, мора да има телефон за контакт, мора да има некоја форма за комуникација со потрошувачи. И тоа е согласно закон, кај што мора да доставиш ти некој приговор и мора да имаш комуникација ако имаш проблем. Мора да ги има сите тие работи и тогаш сте сигурни дека е регистриран интернет трговец. А ако нема никаков контакт или само телефонски број, на кој што кога се јавите никој не ви се јавува, тогаш воопшто не купуваат од такви продавници, затоа што може да бидат измамени. И согласно закон не може да ги барат нивните права. И на крај што се случува, останува така како што е? Па најчесто да. Најчесто да се пријавува во пазарна инспекција или во полиција одделение кој што работи за интернет криминал, ќе блокираат страната и толку. Ево сега согласно новиот закон за заштита на потрошувачи, исто да кажам дека кога има некој проблем со јавните предпријатија, значи јавните предпријатија се должни да му достават во писмена форма или преку интернет на нивната веб страна начин на комуникација со потрошувачи. Значи мора да имаш приговор, писмен да поднесиш и мора да ти одговорат по на тој приговор во рок од 15 дена и во рок од 30 дена мора да го решат проблемот. Дали позитивно или негативно, мора да го решат и мора да имаат статистика за тие приговори. Сите јавни предпријатија се должни да ги имаат овие начин на комуникација со потрошувачи. Да. Значи ако имаат проблем, да си бараат на писмено да се обратат, затоа што така имаат доказ дека пријавиле и што е проблемот и како ќе им биде решен. Да. Ме интересира во однос на пазарите. Знаме сега тезгите дека се доста посетени, тие нудат различни производи. Дали сте имале поплака во однос на нив и како тука може да се реагира? По однос на пазарите, да ви кажам искрено, не сме добиле некој поплак до сега. А како би се решило таму? Има ли законска рамка? Има закон за работење на пазари, тие се ослободени од фискални давачки. Агенција за храна би апелирала само да ги контролира производите, дали се загадени со пестициди повеќе дозволено или не. Тоа е најбитно според мене, пошто се работи за зеленчук и овоше најпоќе. И побитно е тоа него другото, квалитетот си го гледаат сами производите на лице место. И си го бираат. Имаме ли ние квалитетни производи? Имаме ли квалитетен пазар кој што им се нуди на граѓаните? Кој што може да одговори на потребите на потрошувачите? Според некои истражувања што ги имаме правено ние, се работи за производи со послаб квалитет, за разлика од производи што се пласираат на европскиот пазар. И мислам дека треба поголем мониторинг на тоа и од надлежна инспекцијска служба и од Агенција за храна. За состав, за квалитет. Не знам колку имаат можност сега и тие да го постигнат надзорот на овој пазар. Да, мислите дека премногу увезуваме, можеме сами да произведуваме? Па во секој случај дека Македонија има капацитет за производство, има, али луѓето не се многу заинтересирани. Значи клучна е таа едукација во повеќе сфери. Во секој случај едукација фали, да, во сите сфери. Во однос на земјоделските производи мислам дека се работи за нерегулиран откуп, повеќе проблеми со откуп на производи, односно
не нелојална, него увоз, премногу имаме увоз од странство и нашите производи не се конкурентни на пазаров. А се поквалитетни можда, или не знам се за квалитет, не можам да кажам, тоа треба да се спореди на лице место. Значи во Холандија имаше една организација која што правеше компаративни тестирања на производи. Значи го земаш производот, земаш 10 изакакви производи и ги тестираш по квалитет, по цена, по големина, по форма, по све. И на крај не значи дека некој производ е најскап и дека е неквалитетен. Испаѓа, значи мора да имаме некој таков начин на компаративни тестирања. За да може да ги патиме граѓаните за како подобро да купуваат, али тоа се работи за лаборатории, тоа е скапа работа и тоа треба да се инвестира. Така. Ќе се навратам пак на велигденските пазарувања. Сега ќе бидат засилени контролите на терен, веќе државниот пазарен инспекторат информира дека досега се пронајдени многу пропусти кај дел од продавачите. Очекувате да имате поплаки или не? За време на празникот. Ќе видиме после празникот. Очекуваме секогаш да има поплаки, секогаш граѓаните се соочуваат со некои проблеми и секогаш се трудиме да им го решиме во нивниот интерес, односно како е законската регулатива. И ги упатуваме секогаш да се обратат кај нас кога ќе имаат проблем, да прашаат за совет, за насока. Да може да кажеме на кој начин да се обратат, Значи вака сега може и на телефон, може и на имейл, значи opmohrid@gmail.com е мейлот, на телефонски број 046 52 15 15. Може во канцеларија во нашата организација, отворивме канцеларија во соработка со општина Охрид преку Советот за заштита на потрошувачи во вторник и во четврток од 10 до 14 часот, да дојдат таму и да прашаат за проблеми и како да ги решат. Да, и кои информации за вас се клучни за да реагирате? Кои информации кои што ги прашувате граѓаните? Потребно е прво да имаат основни информации, значи да имаат сметка, да имаат гаранција, гарантен лист, да имаат доказ дека направиле некој начин купување и врз основа на сметките после ги упатуваме дали има право, дали нема право, какво е правото и како може да го решат проблемот. Добра, и некаде сме на крај на разговорот, мислам дека кажавме се или како да се реагира во таква една ситуација и тоа дека вие сте тука да интервенирате. Само за крај уште еден апел до граѓаните како да реагираат кога ќе приметат некоја измама. Па најчесто веднаш да се обратат кај трговецот, да им кажат дека Значи првата инстанца е трговецот. Па има случаи кога се обратиле и кога му било позитивно решен случајот. Например за цена. Се јавиле за цена, виделе една цена на рафт, друга цена на каса, реагирале и некогаш во ред се работи за грешка, ќе ви ги вратиме парите, нема проблем. Значи не значи дека секогаш мора да се оди во пазарна инспекција, некогаш има простори за грешка. Значи ние ги упатуваме и трговците да се едуцираат за заштита на потрошувачи, кои се нивните обврски према закон за заштита на потрошувачи, со цел да нема до санкција. А како е однос на трговците, и ве сега спомнавте? На што најчесто, на какви проблеми се жалат? Видете, имаме и позитивни примери. Значи, некогаш кога ќе им каже на трговецот дека потрошувачот согласно закон го следува тоа и тоа, и рекле во ред, ќе го решиме како што е законски. Значи, не сме оделе секогаш преку пазарна инспекција. Има и совесни трговци кои што си ги почитуваат тие работи. И веднаш. И затоа не е во ред, значи да има нелојална конкуренција. Да има луѓе кои работат на диво, кои работат на без фирма, без ништо и некој што си ги почитува сите правила и овој може да биде поевтин заради тоа што не ги заобиколува правилата. Да. Сакам само да ве прашам за таа работа на диво. Тоа како е кај нас, се зголемува или стагнира, се намалува? Па како да ви кажам, преку интернет трговија гледам дека се зголемува тоа преку Facebook. Продавници продаваат се и се што, или се лекови, најчесто купете го лек, ќе ви поминат сите проблеми. Значи, тоа посебно да не настигнуваат граѓаните на такви работи. Тоа се неиспитани работи, може дури други проблеми да... особено за здравствени производи. За здравствени производи. Сум сретнал спонзорирани објави за такви работи. Значи, воопшто да не се купуваат такви работи на Facebook. Само од овластени продавници. Тука треба и да реагираат надлежните институции, затоа што мора да има... Па пријавуваме до пазарна, пријавуваме до одделениот во полиција, што е за, ако има некои интернет измами, да ги блокираат.
Така, ви благодарам на сите овие информации. Ќе се видиме повторно, да видиме после Великден, ќе се исконтактираме како, колку поплаки се добиени до вас и зашто ќе се однесуваат и поплаки, се надеваме дека нели нема да има и дека секој помине онака како што предвидува законот. И ви посакувам успешна работа. Ви благодарам на поканата. Па секоја време сме тука. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска не следевте. Повторно се дружиме следниот понеделник. Довидување.